Утринското кафе и како изгледа груминг или што е она кое што најчесто го прават грумерите или нашиот Горан, а во продолжение го реализираме утринското будење и во живо се поврзуваме во Швајцарија и конкретно во Базел, каде што вчера беше првата полуфинална вечер на Евросонг, поточно каде што оваа година се одржува Евровизија 2025 и таму е Валентина Парго, добро позната новинарка, мислам позната на нашите гледачи и веројатно личност која што години назад ја прати евровизиската сцена, па е во текст со сите настани и случувања и за ретроспектива, ако сакаме да направиме за тоа како се менува Евровизија од година во година, но и оно што е најважно, тоа се актуелностите кои што ги имаме оваа година. Ја гледаме Вале. Вале, добро утро. Вале, добро утро. Добро утро, бонжур. Бонжур. Малку слабо те слушаме, не знам дали е до микрофонот, дали е до позиционирањето, поточно можеби движењето. Ќе видиме малку тоа ако може технички да се среди за да се слушнеме како што треба, сепак сакаме добро да ги слушнеме информациите кои што утре ги добиваме од Базел. Ќе те замолиме еден статичен кадар да си наместиш, се со цел нели да можеме подобро да те гледаме и слушаме, а она што би требало нели заеднички да го споделиш со нашите гледачи се секако новитетите кои што се поврзани со овогодинешното 69-то поред издание на Евровизијата, нели многумина знаат да ја наречат најголемата музичка манифестација во Европа, која што оваа година се одржува во Базел во Швајцарија. Со оглед на генерално тоа што Швајцарија важи за една од поскапите зими, некако и следствено на тоа високите цени поврзани со евровизискиот спектакл, со првата, втората полуфинална вечер и секако финалето кое што не очекува оваа сабота. Вчера беше првата полуфинална вечер или на 13 мај, веќе утрешниот ден 15 мај не очекува втората полуфинална вечер. Македонија, како што веќе споменавме, како доаѓа трета година поред. Трета година поред нема представник, но затоа имаме македонец, еве Дарко Димитров со екипата на или со тимот на Црна Гора е овој пат на Евровизија, но како и да е представник на Македонија или за нашата земја за жал нема. Имавме можност вчера да видиме како изгледаат и настапите во полуфиналната прва вечер со земјите кои што настапуваа, но кој отида во финале, кој беа фаворити и каква беше таму атмосферата треба да ни пренесе Вале и верувам дека ќе можеме да се поврземе. Колеги, ќе можеме ли? Нешто го изгубивме контактот со Вале. Добро, ајде додека се обидуваме да ја добиеме Валентина Парго, која што споменавме веќе неколку години наназад ја следи Евровизијата и покрај тоа што нели Македонија нема свој представник, сепак таа е таму на лице место, како се вели, на терен, во живо, да ги пренесе за некои од македонските медиуми или портали информациите секако поврзани со Евровизија. Имам предлог, еве, бидејќи ние си го подготвуваме нашиот утрински ритуал во случајов само да не изоставиме да кажеме тоа е чија со овесно млеко и банана и ќе го зачиниме со мет и цимет како наш утрински предлог. Додека ја добиеме Вале, бидејќи веќе нашата тема е за Евровизија, имаме инсерти од оние кои што настапуваат, може да ги пуштите колеги да еве накратко кажеме како и што е она кое што е карактеристично за оваа година. Рековме дека е 69-то издание изборот за песна на Евровизија, а она кое што ја донесе Евровизија во Швајцарија е песната The Code или Немо, она кое што нели многу се зборуваше од минатото издание за тоа дали треба или не треба да има такви настапи и ликови на Евровизија, но сепак тоа и се случи и ете Базел оној кој што ја организира и го ја има и оваа маскота која што во моментов ја гледаме. Она кое што исто е карактеристично е дека финалистите повеќе нема да бидат објавени со едноставно читање на имињата на земјите, туку на екранот ќе бидат прикажани 3 земји истовремено, а водителите потоа ќе објават една од нив, што ќе продолжи понатаму. Во 2023 година беше направен обид за введување на промената, инаку преостанатите 2 земји нема да бидат елиминирани во тој момент, туку нивниот статус ќе биде откриен подоцна. На самиот крај, кога ќе биде објавен последниот 10-ти финалист, на екранот ќе бидат прикажани 6 преостанати земји, пример за новиот начин на прогласување. Шведска, Хрватска и Португалија се прикажани на екранот, а по неколку моменти презентерите читаат дека Шведска оди во финалето. Статусот на Хрватска и Португалија останува непознат до крајот. И тоа се некои новитети кои што
нели се воведени оваа година и кои што ќе имаме можност како вчера така да видиме и во втората полуфинална вечер. Од 15 изведувачи 10 се пласираат во финалето, а гледачите имаа можност вчера да ги видат настапите на представниците од Италија, Швајцарија и Шпанија кои што се пласираат директно во големото финале. Веројатно ако успееме да се вклучиме со комуникацијата да реализираме со Вале, ќе имаме можност да слушнеме и за тоа кој од учесниците остави најголем впечаток. Она кој што го пишуваат медиумите, Вале е Словачка, со оглед на настапот и трогателната тема, но тоа ќе оставам на тебе. Мислам дека сега конечно ќе може да се слушнеме. Право, човек ќе ме слушате, се надевам дека Те слушаме, Вале, ајде во интерес на времето да ни споделиш импресии како помина вчерашната прва полуфинална вечер, а колегите од Речја може да ни пуштат инсерти чисто нели да ја видиме атмосферата. голем спектакол сам дека се стане на речници средства кога се подготови. Е многу точно дека Ништо, имаме некаков технички проблем. За жал, да. Да, Вале, многу слабо те слушаме. Сакала само да ви кажам според новинаните се надевам дека финалот, односно ќе биде спектакл, настапи на самата Селин Дион, како и на Мантина, односно пејача Дамјано Давиде. Се во знакови спектакл и има 14.000 луѓе кои се грижат за Евровизијата да изгледа така како што изгледа. Значи станува збори за новинари, за технички кадар, за сите кои се вклучени, така што мислам дека ќе биде голем спектакл. Односно, не само вие кажете доста информации, скотата и за отворањето кое што беше исто така спектакуларно. Ние не учествуваме како држава оваа година, меѓутоа учествуваат 37 други земји, од кои 26 ќе бидат во самото финале. Се очекува нели настапот на Селин Дион да биде она главното. Сите се во исчекување на нејзиниот настап после толку години, поточно после 37 години. И се она што го гледаме на сцената, на вистина оваа година има многу поголем квалитет, бидејќи самите правила на организаторот оваа година во секој поглед се многу постегнати, построги и има нови правила во однос и на гласањето и на изборот на финалистите. Првите две полуфинали а жив ќе биде вклучено на самото финале. Така е, Вале, сега бидејќи на почетокот она што го кажа малку имаше пречки и не те слушнавме во однос на тоа кои се фаворити и кои од пеачите кои што или земјите кои што вчера се представија оставија најголем впечаток на сцената, информацијата за тоа кои влегува во финале ја имаме, но во однос на реакциите на публиката и твојот впечаток бидејќи ја пратиш Евровизија со години. Според новинарите најголем фаворит, а според гласањето нели на обложувалниците тука станува веќе збор за повеќе фаворити, а тоа се Австрија, тука е и Шведска, Албанија, Шпанија и Кипар. Тоа што најмногу ги етно елементот на Албанија во фестата и со самото тоа најмногу се подршка за албанските представници, сметајќи дека со тоа етно во фестата се постигнува вистинскиот ефект и вистинското представување на една држава со Евровизија. Некако се враќа на онај класичен концепт и класичен модел кој што некогаш беше на Евровизиите, некако се враќа Евровизијата се врати во тие
Вале, повторно те слушаме со потешкоти. Ако може само да ни кажеш на крај лично кој е твојот фаворит оваа година? Имам повеќе фаворити. Да бидам искрена и јас навигам за представниците на Албанија. За представниците на Албанија, да, можевме да ги погледнеме во текот на вчерашната прва полуфинална вечер и веројатно останува да утре ги видиме вторите полуфиналисти кои од нив влегува во финале и конечно во сабота да го погледнеме спектакуларното финале за кое што Базел се подготвува. Има ли голем број на туристи, Вале, од каде најмногу преовладуваат? Имаше превидење пред да почне Евровизија оваа година во однос на знамињата, на ЛГБТ заедницата, на израелското знаме, но потоа некако стивна атмосферата и си останаа правилата исти. Каква е сега таму атмосферата? Рестрикција има големо акредитациите на новите, тоа нема многу имало порано, има само новинаки, помалку знамиња од минатите години, но сепак има знамиња и некако се во некој тивок манир, без многу еуфорија, меѓутоа со многу радост од страна на самите домаќини, швајцарците, и секако полни арени кога станува збор и за генералните, а и за синоќешното полуфинале. Ке имаме информации за второто полуфинале, можеби повторно ќе стапиме во контакт со тебе. Верувам дека ова беше јасно за барем оние работи кои што ни интересира и во интерес на начинот на кој што можеме да се слушнеме, и мали технички проблеми, но добро е да ја доловиме атмосферата во Базел овие денови. Благодарение на тебе. Ти благодариме за утринското вклучување и верувам дека ќе бидеме во контакт до крајот на оваа недела за нови информации, верувам со појасна слика и тон.